Прво, состојбата со финансиите е стабилна во Република Македонија. Тоа сакам неодговорно да го кажам пред целата македонска јавност. Ние добро да дебатираме, добро да имаме различни мислења, но кога зборуваме за тоа дали имаме стабилни финансии, да, имаме стабилни финансии. Дали точно знаеме што правиме со тие финансии, да точно знаеме што правиме. Вие кажавте дека денес имаме прераспределба на средства, тоа е точно, тоа е тековна работа која што се прави во текот на годината. Одлучено е сега да се направи, но не се префрлаат средства само за тоа кое што вие го споменавте. Тоа е само уште еден доказ дека сите тие обврски кои што ги има државата ќе стигнат навремено и ќе бидат алиментирани навремено секаде онаму каде што треба. Средства се ставаат и во јавното претпријатие за државни патишта, за проектот за железница и така натаму, што веќе оние до вчерашни обвинувања дека само се зборува, ништо нема да се реализира, еве гледаме дека се реализираат. Јас често пати знам да кажам, во политиката не ги гледај што зборуваат и што ветуваат, многу е важно дали тоа што го зборуваат и што го ветуваат го има во рамки на буџетот, бидејќи секоја една реформа, секоја една градба таа изискува финансиски средства. Еве гледаме дека сето она кое што досега го говоревме, дека ќе имаме и развој, дека ќе имаме и многу капитални инвестиции, дека ќе имаме и брза железница, дека ќе имаме и коридори кои што ќе работат секојдневно, нема само да плаќаме, а при тоа на терен да нема ништо. Еве ги со ова се реализира денес. И второ кое што се реализира, кое што така сме го ветувале, е тоа дека како минува времето во секое министерство, започнувајќи од владата на Република Македонија, ќе кратиме секаде онаму каде што може да се скрати, а тука пред се мислам на патни точоци, тука пред се мислам на договорни услуги, пред се мислам на привремени вработувања, каде што колку ја отворите одлуката, сега да не ја читам пред сите, ќе видиме дека ветувањата кои што сме ги дале во предизборието, сега во собранието, континуирано ги исполнуваме и оваа прераспределба е само уште еден фактор.